Ирска, Норвешка и Шпанија се изјаснија дека ќе признаат палестинската држава во продолжение од име со меѓународната анализа. Срѓан и Дејан се веќе до мене во соседниот дел од студиото. Ви оставам простор, вашите минути се наред на Слободен печат. Благодарам, Александра, благодарам за најавата. Дејан, добро утро. Добро утро. Не само што ќе ја признаат палестинската држава, норвежаните дури истакнаа и дека би го уапсиле Бенјамин Нетањаху, премиерот на Израел, доколку тој се најде нивна територија како резултат на она меѓународна потерница објавена од обвинителството на меѓународниот кривичен суд со седиште во Хака, кој го смета Нетањаху за по она командна одговорност што ја има во и политичка одговорност. И политичка одговорност за воен злосторник го терети за предизвикување на геноцид и така натака. И го поистоветува со Хамас, И го поистоветува со Хамас, да. Што значи дека Норвешка е првата НАТО членка која официјално каже дека би го апсила Бенјамин Нетањаху, но тоа на теренот нема да има многу. Па ја се пошегував веќе дека Бенјамин Нетањаху ќе биде лишен од можноста да ги гледа фјордовите во Норвешка. Верувам дека не планирал да оди во Норвешка. Во Шпанија нема да гледа класико, да кажем. Да, нема да гледа класико. Шегата на страна, Норвешка многу јако прва истапи, дали е тоа дел од политиката на Европската унија, од НАТО. Па не е членка на Европска од Европа воопшто сега. Пошто имаме и вчера го зборувавме тоа едно би рекол разногласие, и шефот на европската дипломатија Борел излезе и рече дека сите држави мора да ги сите држави потписници на тој договор за меѓународниот суд за воени злосторства се обврзани да постапат по ова барање, а веднаш потоа реагираше најголемата држава во Европската унија, Германија, која вели дека не треба и дека не треба да се поистоветува Нетањаху, премиерот на Израел, членовите на неговата влада обвинети со Хамас. Не знаат каде тираат. Па кој знае по кој пакт. Мислам, тоа го почувствувавме ние тука, но ајде, тоа веќе не е важно. Ирска, Шпанија и Норвешка најави дека ќе признаат независната палестинска држава. Норвешка веднаш тоа ќе го направи, така барем е последната информација. Израел веднаш реагираше и ги нарече овие три држави дека стануваат пиуни на Хамас. И тоа е таа риторика која ќе биде. Беше една изјава интересна на Нетањаху пред некој ден, пред 2 дена, мислам. И само да докажам и дека овие обвинувања се рамни на оној холокауст со кој се соочија евреите во Втората светска војна, така барем вели. Вели ова е нова форма на антисемитизам обвинувањето од меѓународниот кривичен суд. Ова е прв пат една, знаеш, морам да кажам, за разлика од овие европски држави, во Соединетите американски држави председателот Бајден излезе јавно и рече дека во Газа не се случил геноцид. Затоа велам, ние сме сведоци као генерација, ако у минатото било познато дека постои само една вистина, денеска изгледаме повеќе вистини, а доминира вистината на оној што е помоќен. Дали е случаен геноцид таму и она што е се актуелно, дали е случаен геноцид во Сребреница или убиство или масакар, важно е едно дека тука гинат луѓе, убиени, воени злосторства и сето тоа, изгубени се животи, како ќе го наречат не знам, како ќе ги оквалификуваат, све е во насока на една политичка конотација, би рекол и ова во Израел, и ова претходно, и ова се што се случува. Она што сакаме да го потенцираме дека Соединетите американски, ова први нова за меѓународното кривично гонење, прв пат во историјата се случува една држава близок сојузник на САД да биде оценета и да биде сигнифицирана како можност осомничена. Од друга страна, официјален Вашингтон зборувавме кој е ставот, воздржани се тука и Германија, Британија, сите оние кои нема да одат на оваа варијанта, што се однесува до она што е актуелно, што сакам да го кажам за независната Палестина. Многуме на изминатиот период бевме сведоци, јас и ти секојдневно тоа го спомнувавме, дека можеби почна дури и Вашингтон почна да размислува дека можеби единствено решение за ова што се случува во Газа е формирање на независна палестинска држава.
Меѓутоа, ќе повторам по кој знае кој пат, Израел и Украина се заложници на американските председателски избори, особено на администрацијата на Бајден, кој доколку не беше во оваа предизборна трка и не беше во тесна борба со неговиот ривал Трамп, веројатно многу поинаку ќе го изиграше. Па пред 2 месеца или месеци самиот Бајден велеше дека единствено решение на проблемот е формирање на независна палестинска држава, што па сега не го слушаме задниве месец дена. Може би е па и сигнал од овие што го направија 3 држави и денеска, може би е претходница на тоа размислување, бидејќи ќе потсетам, за формирање на независна палестинска држава не се противи само еврејската држава, односно Израел, туку се противеа и делови на палестинците и делови на тие соседи околу Палестина, бидејќи тие уште во 1948 ќе потсетам, британската Палестина беше предвидена да се подели пола на палестинците, пола на евреите, меѓутоа тогаш Сирија, Ирак, Јордан, Египет и Ирак, ми се чини, се противеа и дојде до на војна арапско-израелска, каде што арапите ја загубија таа војна. Бидејќи муслиманите бара цела Палестина да биде нивна, Израел тогаш се согласуваше да се подели. Денеска Израел не се согласува. И овие не се согласуваат. И овие не се согласуваат, но Израел искачи и вели зашто палестинска држава, тие имаат држава, тоа е Јордан, бидејќи голем број од палестинците живеат во кралството Јордан, која е на граница нели со Израел и со западниот брег, со појасот Газа сигурно. Многу живеат и во Ливан. Да, и тука сега нема крај, но едно е сигурно, да не беа овие председателски избори во Вашингтон, веројатно овој замрзнат конфликт кој трае долги години, а не да не кажам, значи формално трае од 1948, но трае многу библиски одамна и е замрзнат конфликт и најлошото решение после се ова што се случи после оволку голем број на жртви е повторно да се замрзне конфликтот и да не се реши проблемот, бидејќи владата на Нетањаху, позитивната страна е што ја суспендираше копнената операција во Рафах од утринава, ја запра, сега за сега, значи не влегуваат како што планира, но од друга страна проблемот на Израел и натаму останува истиот. Тие ќе влезат во Рафах, ќе ги освојат тие позиции, но немаат план што понатаму. Повторно ли ќе биде тоа окупирана територија, како што беше до пред 10 години, бидејќи тие најавија и Нетањаху и неговиот јастреб во владата, министерот за одбрана Галант, најавија дека планот е да има постојано израелско војно присуство, за да не дојде до... Тоа ќе биде континуирана војна. Да, не тоа ќе биде повторно окупација и повторно ќе има на населување со еврејски населби, ако се сеќаваш од времето на Ариел Шарон. Тоа повторно ќе се случи. Најавите на владата беа тие, оттаму и единственото решение на... Изградат хотели, Газа е уголно. Па ќе населуваат еврејски доселеници, па Ариел Шарон, легендата на израелската војска и политика, генералот кој ја направи исто така шабра и шатила која има елементи на геноцид. Имаше многу таму мртви палестински цивили, почна да гради еден зид кон палестинските територии. Сето она што па на овие балкански простори веќе се осудува, многу помалку што е направено се обидуваат да направат дека било геноцид, па ќе се префрлиме за... Ајде се префрлиме сега на тоа, немаме многу време. Значи останува замрзнатиот конфликт, се уште кој треба да се реши на Блискиот исток. Денеска, ако не се лажам, треба да биде... Утре практично му доаѓа, бидејќи Њујорк е 6-7 сати Добро, да. После нас? Добро. Е гласањето во Генералното собрание на Обединетите нации, каде што треба да се усвои резолуција за геноцид на Србија во Сребреница. Да. Само да појасниме, таа резолуција се разликува во многу што од пресудата која има во Меѓународниот суд во Хаг, кој беше за суд формиран за... И генерално собрание, не каде што нема право на вето, значи... Да, тука мнозинство, со просто мнозинство се... Со просто мнозинство. Да, и председателот на Србија Вучич даде некоја изјава која кажа сега ќе идеме кои се вистинските пријатели на Србија. Да, последната негова изјава е, ќе те потсетам дека вчера кога заменуваше, отиде со верски обреди и панихида да му помогне Господ да се одбрани од ова
неправда која тие велат дека ја нема да судам, само ќе ги пренесам информациите. Вучич синоќа изјави дека очекувал нож во грб, но не толку длабоко и не од најблиските соседи, најблиските пријатели, бидејќи добил информација дека покрај Црна Гора, која е братски народ и која живееше до вчера во иста држава со Србија, нож во грб добил и од братскиот грчки народ. Односно Црна Гора беше во иста држава кога се случи. Кога се случи тоа, ама тоа е веќе друга тема и нема време да заборавиме. Па не, нема да заборавиме ние ко новинари, но не можеме да ја образложиме. Но еве и Грција најавила, што е голем удар за грчко-српското пријателство. Сега тоа сакам да кажам. Главни спонзори за резолуцијата се малку лицемерно Германија и Руанда. Двете држави кои, ако се оди по овој клуч, не одговара баш како што треба за овие што го сторија во Втората светска војна и кои, како да некој сака да заборави. И Руанда која буквално имаше канибализам на луѓето. 800.000 луѓе. Значи страшно. И сега тие се иницијатори на оваа резолуција, а на неа како ко-спонзори се приклучија сите земји соседи на Србија, односно од поранешната СФРJ, меѓу кои нашата држава, значи и Македонија, но е тука нели Босна како жртва, Хрватска и Словенија се разбира, Црна Гора како изненадување, но и не изненадување како што е Бугарија, например, и Албанија, така да Вучич ми се чини дека освен што беше разочаран од овој факт, изгледа најмногу е разочаран што и грците мудрија нож во грб и тие ќе ја поддржат оваа резолуција. Един кој во тоа генерално собрание, едина држава која засега ја брани честа и позицијата на Србија, засега е Русија. Меѓутоа Вучич и самиот со своите изјави дава изјави, е свесен дека тоа очигледно ќе помине, бидејќи како што рече ти, со просто мнозинство. Јас наброев само од поранешна Југославија 5 поранешни републики, сега актуелни држави, две или три соседи како што се Албанија и Бугарија, и во Европската унија се разбира од Велика Британија до Холандија, тие оние држави кои патем има и своји сили, плави шлемови на Обединетите нации, кои Белград ги обвинуваше дека ги сценирале тие сите сценарија. Едно е сигурно, во Сребреница се случи воено злосторство, беа убиени цивили. Јас не навлегувам дали биле 8.000 како што е официјалната бројка или помалку, и еден да е злосторство, но исто така треба да се каже дека во таа граѓанска војна и другата страна правела слични работи, бидејќи кога е војна, правила нема. Војната е зло. И сигурно се двете страни криви за се. Имаме се некои 3-4 минути до крајот. Прочитав една информација дека Русија подготвува резолуција за геноцид на советските народи во Втората светска војна, значи веќе Германија ќе добие. Ама и Турција ќе мора за Ерменија, и Германија ќе мора за. И од Белорусија се најавува слична. Епа Белорусија настрада во Втората светска. Белорусија е една од најголемите. А и Украина би требало да не е оваква позиција. Па да, сега тоа не може да поверувам, но Белорусија и Украина се земјите кои најмногу настрадаа во таа окупација. Затоа реков малце лицемерно ми беше ова се. Апсолутно, да. И ќе видиме тоа до кај ќе оди. Ајде да кажеме, имаме минута-две за истокот на Украина, таму синоќа русите има неколку значајни. Да, имаат они копнени продори, но имаат и, ајде нели балансираме. Имаат копнени продори, уште го користат вакуумот на она што Украина како аргумент пред западните спонзори бара и вели џабе ни давате се, дајте ни ракети со долг дострел, за можеме да гаѓаме длабоко во руска територија врз воените позиции на руската армија која од таму трга и влегува. Ако падне на населено место. Значи тоа е новата вест. Втората нова вест е дека Русија синоќа почна вчера попладне ги почна војните вежби со тактичко нуклеарно оружје, да потенцирам тактичко нуклеарно оружје е целото она оружје кое е нормално и може на него да се монтира
И да појасниме до крај, нема одбрана за тоа. Нема одбрана, но тоа Бидејќи, разликата од стратешкото, тактичкото оружје со помал ефект и не ја шири радиацијата, но проблемот е што тоа не е регулирано со меѓународни договори, како што е стратешкото со Старт 1 и Старт 2. Значи тактичко оружје е буквално да користиш и куршум од пушка со осиромашен ураниум. Значи прави големи штети, прави големи разорни убиства, но не ја шири радиацијата и тоа е веројатно одговорот на Русија поради се почестите најави дека првен ќе кажам дека во Романија, која е земја членка на НАТО, местото Констанца, која е на Црното море, американците ја прават најголемата воздухопловна база, од каде што покрај оние Патриот ракети ќе бидат стационирани F-16 авиони и Евростартерите на европските, валја се француските, не знам. Не, франско, германска, италијанска. Не важно. А од друга страна, како се поизвестното сценарио кое го шпекулираме е дека русите би тргнале на кај Одеса, што е идејата, една од шпекулациите, ова што се случува во Харков е да се повлечат силите кои го бранат Херсон, русите по копнен пат да тргнат и да дојдат до делтата на Дунав и потоа да дојдат до преговори, значи преку Одеса. На Дунав ќе биде некоја нова граница. Да, а делтата на Дунав за гледачите доколку моментот е на Балкан. Не им текнува, е помеѓу Романија и Украина, каде што и малку е Молдавија. И веројатно тука би е нешто геостратешки гледано, русите би одели, ако дојдат до таму. Ќе се поради со Придрестровље, па дури Кавказија ќе биде. Затоа како подкрепа дека оваа теза е вистината е дека Европската унија утринава најави дека би преговарала со Молдавија и Украина, што само кажува дека доаѓа до некое ново геостратешко кроење, бидејќи Русија никако нема да ја нападне Одеса преку Црното море, бидејќи видовме дека Морнарицата им е слаба точка тука во Црно море, и второ се свесни дека од време на Советскиот сојуз делот крај брежето кај Одеса, Советскиот тогашен сојуз го правеше тој беден за одбрана при евентуално НАТО напад, така да тие во Москва знаат што направиле изминатите децени, па веројатно ќе се оди по некој друг пат. Ова се разбира шпекулација, но според овие сите најави како да има логика у цело ова работа. Во ред, ќе следиме и утре повторно ќе разговараме на поставаме теми. Или што ќе ни донесе денот. Благодарам. Само уште едно прашање сакав да крајот си извинувам Александра, ќе заборавев. Дали нашиот државен врт испрати писмо до Иран како поврзано со смртта на председател? Па ја колку што знам не, и покрај тоа што според мене писмо со сочувство за загинувањето. Мислам дека тоа е протоколарна работа. Па тоа е протоколарно и денеска и погребот, а инаку и Соединетите Американски држави испратија како држава која конфронтират на директно со Иран. Ова е дели човечки е да се. Ја колку што знам не е јас немам видено никаде. И не само што немам видено никаде за тоа, туку ќе се вратиме на предходната тема што ја зборувавме, Македонија со предходниот шеф на дипломатија беше коспонзор на резолуцијата за Сребреница. А немаше Сега не знаеме дали понатамо е, не е, што е, како е. Овој вакуум у владата треба да работи во континуитет, така е според уставот. Сега дали нашата влада работи во континуитет при смена и дали воопшто работи во континуитет, тоа граѓаните некако проценат. Така да одговор немам да прашање. Извинувам за ова продолжување. Нема никаков проблем. Секогаш е корисно да се слушне некоја минута плюс од вас. Ви благодарам што бевте заедно со нас и ова утро.